Младите девојки ќе се израдуваат. Дошол Сеид. Кажи ми како си, Петро? Се привикнувам на новиот живот. Всушност те полетите многу тежеле. Се ослободив од огромен товар. Многу убаво ти стои смокингот. Нели? Ми олесни малку. Добре дојде, Курт Сеид. Моите очи во моментов не гледаат ништо освен убавина. Маѓевсан сум. Мине да стасуваше, Курт Сеид. И ти мене. Цело време ти кажувам, Джелил, имаш голема среќа. Знам. И вечерва најубавата девојка ќе биде до тебе. Добре дојде, пријателе. Добро те најдов. Како си? Миша? Владимир? Сеид? Ајде да се напием уште по некоја. Што велите за оставката на Петро? Се уште не можам да поверувам. Ако сите мажи се на фронтот, ќе нема кој да ја води економијата, пријателе мој. Така да јас ќе ве снабдувам со топови пушки. Ако и во трговијата си успешен како и во армијата, ќе ја добиеме војната. Се надевам така е. Тогаш наздравуваме за Петро. Кога ќе дознаете на кој фронт ќе одите? Или може би ваква информација не се споделува со цивил? Кога ќе се вратиме од Алуша? И така ти доаѓаш со нас, нели? Точно. Сеид ни вети дека ќе не однесе во Карагел, така? Ќе не запознае со своето семејство. Моето семејство би било пресреќно кога би можело да ви угости. Господа, поканата важи за сите вас. За Карагел? За пријателството. Не си мурти, Тадија. Пред и после Алуша, ќе имаш време да се збогуваш со Джелил. Мислиш дека се доволни неколку денови за раздолба со месеци? Ако ме зачуваш од срцето, ќе бидат доволни. Ова е заводнички речник на Сеид. Не, зборовите доаѓаат од срцето. А затоа што твоето срце е постудено и поосамено од Карагел, ти не можеш да го разбереш ова. Сега веќе не остана причина да ти одговорам. Кога сме веќе кај заведувањето, Сеид? Извинете ме. Бароница? Слушнав дека наскоро ќе си заминете. Да. Се враќам во Крим. Пред да заминам, сакав да се поздравам со семејството. Во тој случај не ни останува многу време за да се збогуваме. Те чекам после балот. Со големо задоволство. Ќе се потрудам да дојдам. Внатре нема да бидеш многу возбудена. Да не се почувствува дека ти е прв бал. Подобре вака? Не слушај, сестра ти. Таа не можеше по скали да се качи на својот прв бал. Татичко.
внатре ќе те причека? Тоа дори ни Сеид не може да го направи. Тоа е негова специјалност. Да му се каже на Сеид дека нешто не може да направи е најголема А ќе навреда. може ли јас да дознам за што се зборува? Можеш ли пред 12 да ја бакнеш првата немажена девојка што ќе влезе од оваа врата? Си претерал со пиењето, внимавај малку. Ја менува темата, ти реков. Не ја менувај темата, дали би ја бакнал или не. Не ми е потребно толку време за да бакнам една девојка. Го знаеш тоа, така? Премногу сигурно зборуваш. Знам, твоето срце не е толку осамено колку моето, премногу е гужва. Кога јас не сум прифатил предизвик? Значи прифаќаш? Прифаќам. Прифаќам. Се разбира. Сеид, А, еве ги пристигнаа. Ја познаваш? Жулијан Верински, ортакот на татко ми и неговите ќерки. Шула. Ме радува, веќе пристигнаа и најдрагоцените гости на вечерта. Ние да влеземе во салонот. Ви благодарам. Инаку првата девојка е Валентина, постарата ќерка. А другата? Што е? штом ништо не каже, тоа значи дека е слободна. Ај со среќа, пријател. Многу убава девојка. Се надевам дека патот не ве измори. Со приказните на татко ми не ни почувствувавме како ни помина времето. Мислам дека Петро ќе ти ја расипе ова игра, Сеид. Може би он е заинтересиран за нејзе. Ако е така, тогаш ова не е моја игра, пријатели. Господине, Валентина, простете, Колку само си одговараат. И јас мислам така. Да те подсетам Сеид, гледањето не го заменува бакнувањето. Ако помине 12 играта завршува, не заборавај. Изгледа дека овој пат ќе изгубам. Девојката е премногу млада за вакви игри. Немој да цимолиш. Зборувајте што сакате. Премногу е невина за вакви игри. Премногу. Се откажуваш, значи? Да, затоа што се плаши. Покрај ваква убавина човек ќе заборави се и не останатите жени. Мислам дека балот треба да започне. Ево е Курт Сеид. Со почит, господјо. Јас сум поручник Сеид Еминов. Ќе бидам најсретниот маж на балот ако ми дозволите да танцуваме. Со задоволство, поручнику Еминов. Не ми се верува. Сеид се откажа. Јас не мислам така. Тој сака голема победа. Шула вечерва остана многу сама. Не, воопшто. Може ли вашиот прв танц на вашиот прв бал да биде со мене, како домаки на балов?
Со задоволство. Вас ве паметам како мало девојче со црвени образи. Вечерва ме изненадивте. И вие додека фрлавте по девојките со грозје, не бевте толку возрасен. Во старата куќа, нели? Се срама малку од тоа. Се беше толку прекрасна, нели? Така ли е, Шула? Така беше. Се надевам не се разочара од првиот бал. Напротив, се забавував. А се плашеше дека никој нема да те покани на танц. Напротив, танцуваше за цела година. Може да те прашам нешто интимно? Што почувствува кога прв пат го виде Константин? Како мислиш? Мислам... Кога прв пат го здогледа, дали ти паднат звезда пред очите? Дали ти се стемни? Ти се појавија пеперутки во стомакот? Пеперутки? И го почувствува срцето тука? Изгледа полудети. Ме интересира дали постојано го гледаше во очи. Знаеш дека ваквите теми не се за зборување. Добро. Само што ова кажи ми го. Дали кога ќе се погледнете, срцето ти чука забрзано? Шула, многу срамота. Некои работи остануваат меѓу двајца. Третиот не би требало да ги знае. Јас да доживеев такво нешто ќе кажев. Види, душичке, ти веќе не си мала. Однесувај се како млада девојка. Добра ноќ.